Господине Бислимовски, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го достави до собранието годишниот извештај за работата за 2020 година. Што според вас е карактеристично во извештајот и како енергетските компании ја поминаа кризната 2020 година? Значи 2020 година беше целосно атипична и уникатна година, не само во нашата земја, туку и во целиот свет, и се разбира тоа имаше соодветно влијание и на функционирањето на енергетскиот сектор во Македонија. Но во секој сектор се одрази различно. Да речеме конкретно за природниот газ, забележавме рекордна потрошувачка во 2020 година, од кога е воведен гасот во нашата држава како енергент. Тоа пред се должи на работата на ТЕТО, каде што имавме ситуација цената на природниот газ драстично да се намали, а додека цената на електричната енергија на берзите во регионот и на слободниот пазар во нашата земја останаа стабилни и нешто повисоки отколку тие што беа во 2019 година. Во делот на електричната енергија, потрошувачката на годишно ниво остана иста, со тоа што имавме нешто зголемена потрошувачка кај домаќинствата, а намалена потрошувачка и во индустријата и во комерцијалните објекти, но на купно ниво потрошувачката е речиси иста како во 2019 година. Тоа дека имавме во нафтениот сектор, имавме позначајно намалување на потрошувачката, некаде околу 13,5%. Веднаш кога започнаа и мерките во нашата земја за заштита на населението од ширењето на вирусот, Регулаторната комисија за енергетика превзема одредени мерки и побара од сите компании кои што ги снабдуваат потрошувачите во периодот на вонредната состојба и во периодот на кризата да се откажат од исклучување на сите овие потрошувачи. Исто така, на самиот почеток на кризата, во месеците март и април, сите овие компании се соочија и со намалување на ликвидноста и зголемени трошоци во однос на одржување на оваа ликвидност. Но, благодарајќи пред и на разбирањето на компаниите и од секторот за електрична енергија и од секторот за топлинска енергија, овој период го премостивме, но исто така и потрошувачите во голем дел по првичниот удар започнаа редовно да се ги покриваат своите сметки и за електрична енергија и за топлинска енергија, особено во сето овоа се истакна пензионерите и значително помогнаа да се одржи стабилноста на целиот, особено електроенергетскиот сектор. Инаку, карактеристично оваа година е тоа што и во делот на производството на електрична енергија во нашата земја се соочивме со една година каде што имавме намалено производство на електрична енергија од домашните производни капацитети и тоа пред се заради лошата хидрологија. Исто така имаме намалување и на производството на електрична енергија и од термоелектраните и тоа го наведовме во нашиот извештај, бидејќи направивме анализа за термопроизводството на електрична енергија од 2002 година. Па така да во периодот од 2002 до 2006 година производството на електрична енергија од термоелектраните изнесувало околу 4900 гигават часови, во периодот од 2007 до 2010 околу 4600 гигават часови, во периодот од 2011 до 2014 околу 4100 гигават часови, во периодот од 2015 до 2018 околу 2940 гигават часови и во последниве 2 години е околу 2900 гигават часови. Значи имаме еден тренд, за жал, на намалување на производство на електрична енергија од термоелектраните во последниве речиси 20 на години, и тоа пред се должи поради тоа што во еден период од 20 години многу малку се инвестираше во термокапацитетите во нашата земја, и тоа пред се во Битола,
како најголем термокапацитет и сето тоа доаѓа денот за наплата и имаме намалено производство. Исто така во овој период од 20 години се случувале да не се извршуваат навремени ремонти, се случувало да не се извршуваат целосни реконструкции на блоковите. Исто така, она што е карактеристично е и по извршени целосни реконструкции на одредени блокови, за кои се платени големи суми на пари, некаде околу 2011-2012 година, по завршувањето на овие целосни реконструкции, производството на електрична енергија од овие блокови да е нестабилно и да е далеку по-ниско од тоа што било планирано. Исто така, кон ова влијае и тоа што навремено во овие последни 20 години не се работело на откривање на нови површини од кои што би можел да се користи јагленот. Но како и да е, таа е фактичката состојба која што Регулаторната комисија за енергетика во овој извештај само ја констатира. И уште една интересна работа констатиравме во овој извештај е тоа што во 2020 година цената на слободниот пазар на електрична енергија, која што ја нуделе снабдувачите со електрична енергија, е за околу 16% повисока отколку цената која што била на најголемата регионална берза Хупекс, и тоа е прво искуство во однос на овој проблем, бидејќи и во 2018 и во 2019 цените на пазарот на големо во нашата земја беа за околу 3 до 4% пониски отколку цените на берзата во Будимпешта, на берзата Хупекс. Дали можеби тоа се должи на зголеменото производство од обновливи извори на електрична енергија? Она што радува е дека ние како земја веќе влегуваме во енергетска транзиција и во 2020 година производството од обновливи извори и покрај така лоша хидрологија на големите електрани е зголемено за 9,5%. И тоа е тренд кој што ќе продолжи понатака во нашата земја, бидејќи од тоа нема враќање, капацитетот на електраната во Ослом е веќе искористен, нема јаглен и Елем тамо ќе изгради една електрана фотоволтаична од 10 мегавати, исто така ќе се изградат нови два фотоволтаици на истата локација од 50 мегавати, така да со текот на годините производството на електрична енергија од обновливи извори се повеќе и повеќе ќе расте. Летово треба да има нова цена на електричната енергија. Иако е рано, дали очекувате зголемување или намалување на цената за потрошувачите на регулираниот пазар? Значи, Регулаторната комисија за енергетика вообичаено во јуни или во јули ги носи своите одлуки за цени на електрична енергија. Минатата година ја донесовме во јули од причини што по прогласувањето на кризната состојба се донесе и уредба со која што сите управни постапки кои што беа во тек требаше да се пролонгираат за период од 60 дена. И Регулаторната комисија за енергетика само тоа го имплементираше во својот подзаконски акт, бидејќи уредбата беше со законска сила. Во нашите одлуки за цени, ова сакам особено да го истакнам, ние влијаеме на 38%, односно влијаеме само на цената за пренос на електрична енергија и на цената за дистрибуција на електрична енергија. По започнувањето со либерализацијата на пазарот на електрична енергија од 1 јануари 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика повеќе не определува цената на Елем. И универзалниот снабдувач, а тоа е Ева на Хоум, на тендер ги набавува потребните количини кои што се сега во најголем дел се однесуваат пред се за домаќинствата и на тој тендер во зависност од годината, конкретно во 2020 година,
ЕЛЕМ е должен да понуди 70% од потребите на овие потрошувачи. При тоа, нема гаранција дека ќе биде откупена таа електрична енергија, доколку останатите трговци со електрична енергија понудат пониска цена. Значи, на тој дел апсолутно не можеме да влијаеме на набавката на електрична енергија, а тоа е некаде околу 43-4%. Исто така не можеме да влијаеме на трошокот за обновливи извори, бидејќи сите фотоволтаици, мали хидроелектрани, биогасни електрани, кои што се изградија во нашата држава, се изградени со така наречена фидин тарифа. И сите ти имаат гаранција дека операторот на пазарот на електрична енергија во период од 15 до 20 години, во зависност од кој тип на обновлив извор станува збор, има обврски да им ја откупи таа електрична енергија по фидин тарифа, односно по гарантирана цена. И потоа целиот овој трошок за откуп на оваа електрична енергија од обновливи извори се префрла на крајните потрошувачи врз основа на карактеристиките на овие обновливи извори. Значи, на 38% можеме да влијаеме, на 62% не можеме да влијаеме. Исто така, она како регулатор на Комисија за енергетика, започнавме иницијатива за зголемување на опфатот на ранливи категории на потрошувачи. Стапивме во комуникација и со Министерството за економија и со Министерството за труд и социјална политика, се со една цел, да им се помогне на овие ранливи категории на потрошувачи и тие потрошувачи кои што имаат реален проблем да добиваат соодветни субвенции од државата. И конкретно на вашето прашање дали ќе има зголемување на цената на електрична енергија, сакам особено да потенцирам дека регулаторната Комисија за енергетика ќе ги превземе сите механизми кои што се на располагање, можеби и ќе излезе и од рамките на своите законски надлежности пропишани во Законот за енергетика и нема да дозволи некое зголемување на цената на електрична енергија. Лани потрошувачката на нафтени деривати беше намалена за 13,5% во споредба со 2019 година. На што се должи тоа според вас? Тоа пред се должи на тоа што околу 2 месеца државата беше целосно затворена, немаше движење на автомобили, транзитот низ нашата држава и за автомобили, и за автобуси, и сето тоа беше затворено и тоа се должи пред се на пандемијата. Едноставно, потрошувачката падна затоа што голем дел од приходите во овој сектор доаѓаат и од транзитни туристи и тоа го немаше, но очекувам по отварањето на нашата граница со Грција и кој што ќе може и српските туристи да влегуваат и останати туристи преку нашата територија во Грција, драстично ќе се подобри потрошувачката на нафтените деривати. Согласно новата методологија за утврдување на малопродажните цени на нафтените деривати во земјава, клучни за цената се референтните цени на дериватите на светскиот пазар и курсот на доларот. Дали очекувате во наредниот период да расте или да се намалува цената на горивата? Значи, 2020 година исто така беше карактеристична и по тоа што регулаторната Комисија за енергетика во текот на месец март и првата половина на април донесе неколку драстични намалувања на цената на нафтените деривати и тоа пред се должеше на тоа што во светот имаше залика на нафтени деривати и одредени земји се соочуваа и да немаат каде да ги чуваат веќе овие залихи и едноставно на светските берзи се случуваше да има и негативна цена на суровата нафта. Но со стабилизирањето на ситуацијата, особено некаде од ноември-декември, имаме тренд на пораст на цената на нафтата на светските берзи и не верувам дека овој тренд ќе се промени. Исто така, од друга страна, најголемите светски производители на нафта не планираат драстично да го зголемуваат своето производство,
без разлика што потрошувачката расте, и сето тоа прави дополнителен притисок врз цената на нафтата и предпоставките се дека тие загуби кои што ги претрпеа во 2020 година заради драстично папањање на цената, ќе се обидат да ги надокнадат во овој период во 2021 година. Кога може да очекуваме да почне изградбата на гасната мрежа во Скопје и во останатите градови во земјава и колку ќе чини приклучокот за газ? Значи, во крајна фаза е, сега тендерот со кој што треба да се избере јавен приватен партнер, започнува во својата втора фаза, и имајќи во предвид дека станува збор за две турски компании кои што се пријавени на овој тендер, а и поради затварањето на Турција, тие преговори, според информациите кои што ги имам, ќе започнат во текот на месец јуни. И верувам дека тие ќе трајат 3 до 4 години и до крајот на годината ќе заврши процесот на потпишување на договор со новиот јавен приватен партнер. Во тендерот е јасно наведено дека цената, еден од тендерските критериуми по кои што ќе се определува понудата, ќе биде цената на приклучокот, и максимална цена која што може да понудате 100 евра. Ја предпоставувам дека, бидејќи се две компании, сигурно цената за приклучокот на природен газ ќе биде и под 100 евра, и мислам дека ќе бидеме една од земјите во регионот кои што ќе има најевтин приклучок за природен газ. Особено она што ќе го побараме и од новиот инвеститор, бар ние како регулаторна комисија за енергетика, каде што имаме ингеренции, ќе биде да ги следи самите потрошувачи и во нивните трошоци кои што ги имаат за купување на соодветна опрема која што го користи природниот газ. Односно, доколку треба да се купи нов шпорет и фрижидери има на природен газ, а инсталацијата за грејењето, ќе побараме да на некој начин новиот инвеститор да ги кредитира потрошувачите. Односно, тој трошок да се подели на неколку години, на 4 или на 5 години. Исто така ја користам оваа прилика и сите општини во државата со одредена субвенција да им дадат на потрошувачите одредена сума на пари со цел уште повеќе да им помогнат на потрошувачите во внесување на нова опрема која што би го користела природниот газ во нивните домаќинства. Дали можат скопјани да очекуваат поевтино парно грејење во следнава сезона? Значи, се уште не, сега пред малку заврши грејната сезона и до крајот на месец јуни, како што е вообичаено, компанијата БЕК снабдување ќе треба да направи поравнителни сметки. Значи, ќе треба да видиме дали авансните сметки до сега што ги плаќа ќе се намалат или ќе се зголемат. Според оноа ние што го гледаме првично, е дека поравнителните сметки ќе бидат за одреден процент намалени, бидејќи просечните температури беа нешто повисоки од тоа што регулаторната комисија за енергетика го утврди во својата одлука, а исто така радува фактот дека околу 70% од произведената топлинска енергија во градот Скопје оваа година доаѓа од тето, и тоа е особено битно, бидејќи регулаторната комисија за енергетика во изминатите 2 години цената на тето ја намали за 15% во однос на цената која што ја имаат топланите во Скопје, така да очекувам и ова да има позитивно влијание врз цената за топлинска енергија. Што ќе преземе регулаторната комисија за енергетика во делот на водни услуги и каква е состојбата во водниот сектор? Значи, како што гледате, во изминатиот период во одредени поголеми градови во државата се соочуваат со прекини во водоснабдувањето, особено тоа беше карактеристично во Тетово, и тоа сигурно има и во други градови. Тоа пред се должи на неинвестирање во овој сектор, особено во
инфраструктурата која што треба да ја донесе питката вода до граѓаните, но и до индустриските објекти кои што ја користат. И од тие причини Регулаторната комисија за енергетика повеќе пати предложи, а и понатака ќе го предлагаме тоа, Регулаторната комисија за енергетика да ја определува цената за давање на водните услуги, а не да определува минимална и максимална цена, како што е до сега, бидејќи вообичаено јавните комунални предпријатија секогаш ја одбираат минималната цена, но потоа тоа се одразува на нивното нормално работење и не инвестирање во нивната инфраструктура. И ние кога збориме доколку би имало покачување на цената на водата, ние збориме за покачување од 10 до 20 денари на месечно ниво. Не може никој да му убеди дека некој граѓанин е побогат или посиромашен за 10 до 20 денари на месечно ниво. Но тие пари ќе им завршат голема работа на јавните комунални предпријатија, пред се да инвестираат во мрежата и да престане овој тренд на прекини во снабдувањето со вода. И особено кога разговараме во делот на овој сектор, јас очекувам дека ќе имаме и позитивни трендови, пред се поради тоа што најавени се и неколку инвестиции во пречистителни станици во поголемите општини во државата, особено и во градот Скопје. Дали очекувате Регулаторната комисија за енергетика и годинава да биде лидер во регионот во реформите во енергетскиот сектор, според оценката на секретаријатот на енергетската заедница? Значи, очекувањата оваа година ни се такви. Ние во 2015, 16, 17 бевме на последно место во регионот, а од 2018, 19 и 20 3 години поред сме на прво место во рамките на енергетската заедница и тоа представува гордост и за мене, и за Регулаторната комисија за енергетика, а и за сите вработени во Регулаторната комисија за енергетика. И до сега, од кога е формирана енергетската заедница, од 2005 година, не се случило едно регулаторно тело да биде 3 пати поред на прво место во енергетската заедница. Значи, тоа е уште една потврда, не од некои институции внатре во државата, и тоа ни е особено драго, тоа го прави секретаријатот на енергетската заедница, значи не оценува и од аспект на, пред се од аспект на независност, од аспект на имплементирање на третиот енергетски пакет, од аспект на финансиска независност и од ред други работи, и во најголем дел од овие позиции, особено во независноста, сме секогаш на прво место. А исто така сме на прво место од аспект на примена и имплементација на таа независност. Благодарам. Ви благодарам за поканата.